засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 50 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 24, односно до 35 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува сончево, ветровито и посвежо време со пад на дневната температура. Ќе дува до умерен, засилен североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 32 км на час. Утринската температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува сончево и потопло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29, односно до 31 степен. Во петок сончево и многу топло време. Утринската температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 33 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Кривична за поранешниот министер Бектеши. Ден пред изборите упатувал пораки и вршел притисок врз началникот во Охридската полиција. Министерството за внатрешни работи поднело кривична пријава за сторено кривично дело попречување на правдата. За Бектеши ова е политички прогон, а за неговата партија ДУИ ова е лов на политички вештерки. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши доби кривична пријава. Се сомнечи за сторено кривично дело попречување на правдата. Според МВР вршел притисок врз началникот на Охридската полиција за време на изборите. На денот на изборниот молк праќал командувачки пораки. МВР ја објави оваа информација во дневниот билтен на 25 јули, без да прецизира дека станува збор за поранешен висок функционер.
На 7 мај оваа година пријавениот од својот мобилен телефон преку една мобилна апликација испратил порака на полициски началник во СВР Охрид со која коментирал преземање на законски полициски мерки и истражни дејствија поврзани со кривичното дело по член 149 од Кривичниот законик и член 190 став 2 од Изборниот законик. За поранешниот министер Бектеши ова е политички прогон. Тој на својот официјален Facebook профил напиша дека на 7 мај во својство на координатор на Европскиот фронт во изборната единица 5 добил информација од штабот на Европскиот фронт во Охрид дека на денот на изборниот мог полицијата го проверувала шефот на кабинетот и членовите на штабот, имајќи предвид дека должноста на началникот на СВР е да обезбеди фер и демократски избори, вели му напишал порака. Реакција пристигна и од ДУИ. Демократската унија за интеграција го осуди овој потек на МВР, нарекувајќи го лов на политички вештерки. Според ДУИ ова е уште едно неосновано обвинение во низата обвинувања и закани со цел дискредитација на нивната партија. Изминатиот месец, покрај секојдневните лажни клевети, се соочивме со бројни закани по животите на нашите пратеници и партиски експоненти. Овие постапки се јасни обиди на власта да го оттргне вниманието на јавноста од нејзините катастрофални неуспеси и да го заплаши албанскиот граѓанин, кој со право е огорчен од деградацијата на оваа влада, стои во реакцијата од ДУИ. 3,5 месеци по настанот МВР поднесе кривична пријава за Бектеши за ова тешко дело за кое според законот минималната казна е од 1 година затвор. Јавното предпријатие Водовод Охрид со апел до сите корисници рационално и внимателно да ја користат водата за пиење. Воедно информираат дека во присуство на комуналниот инспекторат при општина Охрид започна акција за исклучување на бесправни приклучоци. Јавното предпријатие Водовод Охрид испраќа апел до сите корисници рационално и внимателно да ја користат водата за пиење. Во деновите што следат со екстремно високи температури како и исполнетоста на градот со туристи, особено во периодот од 17 до 21 часот кога потрошувачката на вода е екстремно голема, да се избегнува наводнување на поголеми површини, бавчи, ниви и паркови, полевање на дворови и улици, полнење базени и слично, со цел да се избегне нестабилност во водоснабдувањето, односно водата наменски да се користи како сите жители би имале непрекинато водоснабдување, велат од предпријатието. Со цел заштита на системот за водоснабдување, граѓаните кои регуларно и редовно ги извршуваат своите обврски кон предпријатието, како и во согласност со законската регулатива, јавното предпријатие Водовод Охрид започна акција за исклучување на бесправни приклучоци во присуство на комуналниот инспекторат при општина Охрид. Бесправните приклучоци се забранети со закон, член 23 од Законот за водоснабдување, и истите се утврдуваат од страна на овластен комунален инспектор на општината, врз основа на што за сите утврдени иматели на бесправен приклучок ќе биде покрената соодветна постапка, информираат од јавното предпријатие Водовод Охрид. Од таму потсетуваат дека со бесправните приклучоци се нанесува директна штета на системот за водоснабдување и на квалитетот на водоснабдувањето до сите корисници во градот и околината. Уникатната тектонска појава на локалитетот Дувало во Косел е прогласена за природна реткост од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерството за животна средина и просторно планирање донесе решение за прогласување на уникатната тектонска појава на локалитетот Дувало во атарот на село Косел, општина Охрид, за природна реткост. Локалитетот Дувало се наоѓа на оддалеченост од 7 км северно од Охрид, на десната страна од регионалниот пат Охрид-Битола во село Косел и е на надморска височина од 750 метри и со површина од 0,49 хектари. Со оваа природна реткост управува општина Охрид, а со цел да се обезбеди нејзина заштита од општинскиот буџет се издвоени 1 милион денари, информираат од локалната. Вкуси го Охрид локално по трет пат ја збогати туристичката сезона со презентација на локална традиционална гастрономска понуда. Целта на настанот е промоција на бавна храна наспроти трендот на брза неквалитетна храна. Туристите кои моментално одмараат на брегот на езерото, но и охриѓани, имаа можност да вкусат специјалитети карактеристични за овој регион и да се запознаат со бројните локални производи.
Охрид како туристичка дестинација станува се попрепознатлив и по традиционалната локална храна. Покрај природните убавини и културно-историските знаменитости, Охридскиот регион има автентични локални специјалитети кои се привлечни за странските туристи. Дел од нив беа презентирани на штандовите на локалните производители чувари на гастрономската традиција на третото издание на манифестацијата Вкусете го Охрид локално. Традицијата не е ние да ја величаме пепелта, него да го одржуваме огнот постојано. А одржувањето на огнот е со постојана мотивација. Јас сум многу среќна што кога почнавме со поттикнување на овие иницијативи, луѓето добија некоја поголема самодоверба, имаа поддршка и сега може да видите и млади луѓе од овој регион кои што се занимаваат со одредени локални бизниси. Имаме производство на домашен леб која што веќе почна да развива добар мал бизнис, кој прави апсолутно леб без квасец. Така. Имате производство на сирењата, не можеме за жал, многу малку имаме производство на сирење и најверојатно тоа ќе ни биде следен проект на Slow Food кој што сакаме да го започнеме. Домашен леб од кисело тесто, мед со јагоди, сладко од цреши, масла и намази од јаткасти плодови, ѓомлезе, питулици, кошмишпите, домашни вина и ракија. Се само дел од производи кои беа презентирани и дегустирани на плоштадот кај Долнапорта изминатиот викенд. Овој настан представува не само празник за очи, празник за сите сетила, затоа што овдека од цела Македонија се собрани луѓе кои што го поддржаа настанов. Тука, освен Slow Food Охрид, се заблагодаруваме срдечно на Slow Food Македонија како огромна поддршка. Ќе вкусиме производи, крафт производи на малопроизводители кои што освен што внесуваат освен што ни нудат квалитетна храна, тие ја принесли својата душа на таа трпеза и во нивните производи. Вакви настани се потребни многу повеќе, затоа што се повеќе се среќаваме со луѓе кои што велат дека јадат пластична храна, односно дека јадат храна без вкус, а дека овде во Македонија вкусиле одлична храна. Треба да сме задоволни што ова наша земја раѓа толку богати убавини од зеленчук, овошје и што можеме да имаме толку убави производи како сирења, кашкавали, вина и се останато и да се гордееме со тоа. Ова е нашата гордост. Треба да ги има почесто. Треба да ги има почесто за да се даде потик на малите производители да се прикажат на јавност. Нема промоција. Не можеш да искочиш во голем маркет. Единствено што им преостанува на малите производители е вакви настани. Посетителите на овој несекојдневен и богат своевиден пазар уживаа во изворниот вкус на охридските и македонските специјалитети приготвени на домаќински начин. Велат дека убаво е да има што повеќе и почесто вакви настани на кои малите локални производители ќе ги промовираат своите производи и граѓаните ќе ја увидат разликата помеѓу бавна храна наспроти трендот на брза и неквалитетна храна. Треба да има, треба. И во Скопје има на плоштад редовно. Така да убаво е да има. Луѓето така ќе дознаат какви производи има во Македонија, каде се произведуваат, во кои градови. Многу е добро што има разновидни работи и можеш да си купиш. Така да кој за што е заинтересиран и добро е што дава да пробаме. Задоволна сум што видов многу продукти и производи. Многу се значајни ваквите манифестации, за жал ние многу заостануваме и јас сум повозрастна особа и сум прошетала вака на доста. Настанот Вкусете го Охрид локално беше организиран од движењето Slow Food Охрид со поддршка на општина Охрид и Slow Food Македонија. Годинава како најава на настанот се одржа и регата со идрилици и на секоја од нив беше презентирана локална храна. За следното издание организаторите размислуваат за воведување и дегустација на специјалитети на идрилици. Јавното предпријатие Охридски комуналец информира дека депонијата Мауцкер нема да работи до среда 31 јули. Заради санација на состојбата на депонијата Мауцкер после подметнатиот пожар од непознат сторител,
Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните и правните субјекти дека истата нема да работи до 31.7.2024 година. Службите на предпријатието ги преземаат сите неопходни активности за гаснење на пожарот и нормализирање на состојбата. Опожарениот дел се покрива со повеќе слоеви земја кои во континуиран период од настанувањето на жариштето се транспортираат и нанесуваат во депонијата. Покрај екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец, во гаснењето на пожарот беа вклучени и екипи на територијалната противпожарна единица Охрид, кои вложија големи напори за истиот да се стави под контрола, велат од предпријатието. Се надеваат дека СВР Охрид ќе ги пронајде и санкционира сторителите на овие деструктивни дејствија. Полициско-родителска патрола и во Струга. Целта на кампањата е родителите да видат каде и како младите се забавуваат во ноќните часови, какви се условите каде што излегуваат, кои угостителски објекти и други јавни места најчесто ги посетуваат, кои се можните проблеми со кои се соочуваат и како полициските службеници практично ги применуваат своите полициски овластувања. Изминатиот викенд, одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Охрид во Струга и Кичево спроведе превентивна кампања полициско-родителска патрола. Мешаните патроли составени од полициски службеници од Одделението за превенција, родители, представници на Советот на родители во основните училишта, на секторот за образование при локалната самоуправа, како и на Центарот за социјални работи, извршиле обиколка на угостителските објекти, како и на одредени места на отворен простор, каде што во ноќните часови најчесто се собираат и задржуваат младите. Целта на патролата е преку широка општествена акција да се зацврсти партнерскиот однос меѓу полицијата и граѓаните, да се придонесе кон зголемување на степенот на безбедност, да се намалат можните инциденти на местата каде што се забавуваат младите, да се подигне нивната општествена свест и совест за одговорно однесување во угостителските објекти и на јавните места, како и доследно да се почитуваат законските одредби пред се од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, информираат од Министерството за внатрешни работи. Да погледнеме кои вести беа актуелни денес во светот. Старо нов председател на Венецуела, Николас Мадуро, по 11 години на власт, повторно победи на изборите и го обезбеди својот трет мандат. Опозицијата обвинува за широко распространета измама при броењето гласови, ги оспорува изборните резултати и ја повика војската да се спротистави на резултатите. Армијата на Венецуела го поддржува председателот Мадуро. Министерот за одбрана изјавил дека вооружените сили ќе ги почитуваат изборните резултати и волјата на народот. Националната изборна комисија соопштила дека по 80% преброени гласови Николас Мадуро има 51% од гласовите наспроти 44% на лидерот на опозицијата Едмунд Гонзалес. По победничкиот говор Мадуро рекол дека ќе донесе мир и повторил дека нема да дозволи фашизам да се случи во земјата. Ким Џонг Ун ја предводел операцијата за евакуација на 5000 жители заробени во поплавите по рекордните врнежи во провинцијата Северен Пјонкјанг. Врз основа на наредба на Ким, воздухопловните сили мобилизирале десеттина воени хеликоптери, разни спасувачки пловила на морнарицата и на граничната стража, за да ги евакуираат жителите, пренесуваат севернокорејските државни медиуми. Ким ги обвинил релевантните службеници дека не реагирале навреме и соодветно, со што не успеале да ги спречат штетите од поплавите. На состанокот на 22 јули, севернокорејскиот лидер им наредил на надлежните агенции да ги спроведат сите мерки за да се спречат штетите од потенцијалните обилни врнежи и да се фокусираат на санирање на последиците од поплавите, пренесува Танјук. Ким Џонг Ун на лице место се уверил во напредокот на спасувачката акција и наредил на сите спасени жители да им се пружи секоја можна медицинска помош како не би доживеале ни најмала непријатност. Пожарите во Северна Калифорнија земаат се поголем замав. Условите за гаснење стануваат се потешки поради ветровите и зголемените температури, соопштија властите. Мегапожарот што избувна недалеку од градот Чико изгоре повеќе од 145.000 хектари земја. Шефот на пожарникарите истакнувал дека ова е седми најразорен пожар во историјата на оваа американска држава. Во гаснењето на пожарот се вклучени околу 4000 луѓе со помош на водени топови и булдожери. Пожарите уништија или оштетија 67 куќи. За сега нема извештаи за жртви. Евакуирани се 4200 луѓе од округот Бут. Пожарот продолжува да гори во планинската област на околу 145 километри од Сакраменто. Во четвртокот полицијата уапсила 42 годишен маж осомничен дека го подметнал пожарот.
Астрономските цени ги испразнија хотелите во Париз. Гостите ги откажуваат резервациите, обидувајќи се да поминат поевтино. Париз за време на Олимписките игри подготвил 280.000 соби, но многу од нив ќе останат празни. Главната причина се високите цени кои во меѓувреме хотелиерите ги спуштиле, но очигледно недоволно. Угостителите пак ги задржале високите цени. Градскиот превоз е дупло поскап, а цените за сместување достигнале рекорд. Председателот на Унијата на хотелската индустрија изјавил дека во секој град каде што се одржува Олимпијадата, цените се 3 пати повисоки и дека во Париз се под тоа ниво. За време на најголемиот спортски спектакл на планетата, Париз очекуваше 15 милиони туристи, што во овој момент се чини невозможно и недостижно. Хотелиерите и угостителите велат дека ако не се рачуна ковидот, ова е најлошата сезона што некогаш ја имале. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.